Во овој серијал ќе зборуваме на теми поврзани со климатските промени и енергетската транзиција и ќе покриеме различни аспекти кои се важни за подобро разбирање и справување со климатските промени. Од тоа што се фосилни горива и обновливи извори на енергија, преку енергетска транзиција до паметно енергетско планирање и финансирање. Останете со нас. Енергија. Сите сакаме повеќе енергија. И никогаш немаме доволно. Во овој 21 век може да се каже дека сме зависни од енергија. Потребна е за нашите уреди, за нашите возила. Значењето на тоа колку зависиме од енергијата се покаже и во катастрофалната енергетска криза која изминативе 2 години го стави под огромен ризик начинот на кој секој од нас живее. Но не е се безнадежно. Низ годините веќе се провлекува еден начин на справување со овој проблем кој може да ни помогне да избегнеме уште едно сценарио како тоа од лани. Меѓутоа, тоа е начин кој луѓето за жал го третираат полошо од што Кардашијанс ја третираат Кортни. А тоа е енергетската ефикасност. Во услови кога најголем дел од емисиите на стакленички гасови доаѓаат од производство на електрична енергија, заштеда на електричната енергија која доаѓа од валкани извори станува најважна алатка за справување со климатската криза и аерозагадувањето. Водителот е повторно во студио, зборувајќи во камера, измешано со кадрите од индустриската зона. Енергетски ефикасни домови и енергетски ефикасни апарати за домакинство значат заштеда на струја и заштеда на пари. Но во бесмртните зборови на драматургот Плаутус, мораш да трошиш пари за да правиш пари. Нормално, за да трошиш пари треба да имаш пари. Но за жал, тоа е нешто што за многу од граѓаните во нашата држава не е опција. Па има ли некаков одговор на ова прашање? Енергетската ефикасност е една од главните клучни мерки за облажување на климатските промени, но за жал таа и не е многу присутна како тема, ниту како финансиска импликација во буџетите. Таа е занемарена како една од климатските акции кои може да имаат значително влијание врз подобрување на состојбата, не само за секој домаќинство, туку и на целосната економија. Затоа неопходно е итно активирање на фондот за енергетска ефикасност, кој долго време е во најава. Фондот ќе даде можност за домаќинствата да ги спроведат мерките за енергетска ефикасност во домот и да заштедат на електрична енергија, а на владата ќе ја возможат постојани јавни пари за финансирање на мерките за енергетска ефикасност. На кој начин фондот би дал можност на домаќинствата да станат енергетски ефикасни и како би изгледала таа енергетска ефикасност? Енергетската ефикасност во домаќинствата може да се спроведе на повеќе начини. Може да се инвестира во изолација на објектот, во менување на системите за грејење, ладење, осветлување на самиот дом, и како такви комбинирано носат значителни заштеди на месечно ниво во трошоците за електрична енергија. Имајќи предвид финансиската моќ на нашето население, имајќи го предвид иницијалната инвестиција за овие типови на инвестиции, не сите во Македонија може да се дозвола да направат ова инвестиции, затоа е добро да овој фонд се встави во функција и при тоа помогне во финансиска реализација на овие финансиски инвестиции. Заштедите зависат од типот на инвестициите кои што ќе се направат, меѓутоа колку е поголема структурата на разни инвестиции кои што се прават во комбинација од типот на осветлување, типот на изолација, менување на прозори, поставување на фотоволтаична централа на кровот за сопствено производство на енергија, толку и заштедите во едно домаќинство се многу поголеми. Колку се исплатливи овие инвестиции? Инвестициите не носат повратна инвестиција на краток рок. Сите типови на инвестиции во енергетска ефикасност обично имаат некој поврат од 10 па нагоре години во повратна инвестиција. Зависност од цената на енергенсите, колку цената на енергијата е пониска, толку и рокот на повратна инвестиција е подолг. Меѓутоа, ако се земе во предвид дека цената на електричната енергија во континуитет се очекува да расте барем на подолг временски период, очекувањата се дека и рокот на повратна инвестиција постојано ќе се намалува, бидејќи секоја една заштеда ќе носи поголема заштеда во финансиски средства во секој едно семејство. Евидентна е економската заштеда од енергетско ефикасни домаќинства.
И иако секогаш постои ризикот да звучиме како Јеховини сведоци, не може да се занемари фактот дека со многу малку напор И без да почувствуваме никаква разлика во нашиот животен стил, можеме да постигнеме многу. И не треба да сте некој генијалец во математика или мало азиско дете за да може да пресметате дека придобивките од енергетско ефикасни домаќинства се огромни. Само треба малку труд. Или малку повеќе. Енергија!